Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Божиот збор е вечен. Логос или збор. Во Стариот Завет изразот зборот Бог или давар се употребува 394 пати. Зборот во себе содржи небесна порака и доаѓа исклучиво од Бог, кој се испраќа преку Божите слуги до народот во вид на заповед, пророштво, предупредување или охрабрување. Вообичаениот израз или фраза е „И дојде Господовиот збор“ или, буквално речено, беше збор или кон. А во некоја друга форма на Божјата објава, тоа е облик на визија, видение Господово, како што е во пророкот Исаија, видение на Амосовиот син Исаија за Јудеа и за Ерусалим. Божјиот збор е откровение на Божјата личност и има власт од Бог. Во него треба да се взират ангелите, луѓето и сите Божји созданија. Библијата нагласува: Благословувајте го Господ, сите негови ангели, вие моќни во силата, кои го исполнувате неговиот збор, послушни на гласот од неговото слово. Псалм 103. Пазете се што ви наредувам. Не додавај му ништо на тоа и не одземај му ништо. Бог го штити својот збор и им препорачува на сите да внимаваат на него, бидејќи тој содржи животодавна сила за сите што го слушаат. Божјиот збор е вечен и никогаш не се враќа празен. Тој во вистинско време ја извршува својата задача за некоја цел. Библијата нагласува: тревата се суши, цветот овенува, но зборот на нашиот Бог останува вечно. Пророк Исаија, 40 глава, 8 стих. Божјиот збор е синоним на Божјиот закон, Тора, што значи закон. Кога е закон, се однесува како напишано, а не како изговорена порака. Закон се смета 5 книги на Мојсеј. Во Новиот Завет, збор се преведува со 2 збора, логос и рема. Логос содржи Божја порака и преку него се проповеда Христовото Евангелие. И се собраа мнозина, така што немаше веќе место пред вратата, и им го проповедаше зборот. Евангелие според Марко, 2 глава, 2 стих, а тој збор го проповедаше Исус Христос. Иако може да се каже дека и рема го има истото значење, сепак се прави разлика, бидејќи логос има и некои други значења, како на пример збор, јазик, закон, откровение, говор, тема, учење и проповед. Во граматиката зборот значи говор со завршна цел. Во реториката правилно поставен збор или подреден. Во психологијата на стоицизмот логос се употребува за да се истакне божествената сила која се јавува во Вселената и му се придодава единство, целина и смисла на постоечкото. За разлика од сето тоа, во Новиот Завет има посебно значење и сака да се нагласи дека човекот живее и екзистира само преку тој збор. Еве ги зборовите на Исус Христос. А тој одговори и рече: напишано е, човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор што излегува од Божјата уста. Матеј 4 глава, 40 стих, односно 4 стих. Хранејќи ја душата од Божјиот збор, човекот ги придобива сите Божји квалитети, кои му се неопходни за живот и за правилно однесување кон него и кон неговите созданија. Секое отфрлање на Божјиот збор е исто како да си го отфрла човекот сопствениот леп преку кој треба да опстане, доколку се најде во некое пусто место каде што нема можност да преживее. И затоа Библијата
го повикува човекот да внимава на тој збор, зашто е негов живот. Се поминува, се менува, но Божиот збор останува вечно. Затоа, читај, моли се, барај и Бог ќе те благослови преку неговиот збор, а твојата душа ќе биде неизмерно благодарна што си го нашол изворот на својот опстанок, зборот. Надевај се на Господ, прави добро, живеј на земјата и храни се со вистината. Псалм 37, 3 стих. Божи благослов на сите слушатели. Амин.